Тиквешки фудбалски легенди, серијал на РТК, со надеж дека ќе ги побудиме старите страсти, ќе се сетиме на некои убави моменти од животот на некои генерации кои сега не гледат, па и на помладите да се потсетат на едно убаво време. Наш следен соговорник, почитувани Витомир Стефанов. Млад човек од село Марена, тогашните 60-ти години се реши да игра фудбал и добро е што почна да игра фудбал и ден денеска живо се сеќава на секој момент од неговата фудбалска кариера. Од најмали години до тогаш кога заминал од спортот. Витомир, добар ден. Добар ден. Еве ти стигна во овој наш серијал не попусто со оглед на тоа што се договараме една година и повеќе да направиме емисија. Еве не сега да се представиме. Кој е Витомир Стефанов? Витомир Стефанов е еден најголем спортист кој што го сака спортот. Спортист кој што го сака спортот. Кога почнавте да се занимавате со спорт? Првите мои чекори беа во Пионири, во Кавадарци. Тренер ми беше Томо Хаджи Василев. 2 години сум играел за Пионирите и тука ги научив чекорите, па дриблјање, па лево, десно, па со глава, сите тие. После преминав во Подмадок. Во Подмадокот ми беше Перо Хорват тренер. 2 години и таму бев во Подмадокот. Во Подмадокот играевме секоја прва екипа и втора екипа на Тиквеш. Во Македонија сите екипи. Прве ние играеме прво, а после старите играчи. И тоа е 2 години помина. После 2 години Габер беше како школо на Тиквеш, на сите играчи. Блажо Малинков беше во Габер тренер и гледајќи ме мене како јас у Подмадокот играам, ме зима на 16 години да играам во Габер. Во Габер научив добар фудбал, имаше и добри играчи. Таму исто се калев, како најмал ме чурка, ме тепа, ама јас тоа сето го издржав, пошто сакам да играам фудбал и сакам да отидам во Тиквеш, пошто желбата ми беше во Тиквеш да влезам во првата екипа. После Габер, јас заминав во Штип да учам школа, машински техничар. Во тоа време, таму во Штип играеме, го гледав Бргалница како играе, па се понудив таму за да играам, ама они повеќе беа во втора лига. Мене уште не ме знаеа како играам и се. Дојди Гањо Димитров. Бог да си го прости. Таткото на сегашниот Љупчо Димитковски тренер. Димитров, да. Дојде он во Штип да ми азел исписницата од Габер, пошто он во Сопот тренер и нема успех. И почна да бара играчи и дојде во Штип. Јас ми азел книжката и јас играам. Мислам, почнав да размислувам дали да одам таму во Сопот или во Марена, пошто Марена ми беше исто таму и они беа у регионот и добра екипа беше. Заатар за Гањо му помог јас и еден мој другар од Ерџелија, Волчев и Волчев Трајко. Левајковски, таа екипа беше на Сопот и почнаме да играеме во втората полусезона. 9 кола се изиграни, уште назад има още 15 за да го спасиме Сопот. И тоа испадна од 9 кола, од 9 коло, само 2 нерешено изиграме, а другите сите екипи ги победуваме. Не Борец од Велес, не Струга, не Ресен, Преспа.
таму отидоме и Сопот фанаме 32 бода. Виче се качи на 8 место, меѓу првите така да биде. Мојата игра таму во Сопот што беше, бев еден од најдобрите. Беше и сите ме гледаа, сите отиквеши играчи што беа таму. И тука и Борец го тренираше тоа време Најчо Тотовски. Најчо Тотовски од Кажевич, од Велес, и ево го дојдоа кај нас дома, кај мојот татко, кој што мојот татко беше љубимец, и он сето ова јас што го успеа, сето заслуга негова. За играње, за кај да одам, се оди сине, вика, само терај ти да играеш. Јас ета работа ќе си ја завршам. Земјоделска работа, секако сум јас одмарен и така. Па дојдоа управата тука и ме зеа во Тиквеш. Тоа е 77-ма. 77-ма. Како се одвиваше твојата кариера во Тиквеш? Па конкуренцијата беше едно од нај тешките тоа време. Многу играчи имаше, многу квалитетни играчи. Па 32 играча, па и други исто, може и повеќе се. Конкуренцијата мора да има, ако сака клубот да биде добар, така и конкуренцијата. Јас за тоа време Кои беа соиграчи тоа време? Па сега имам и слики и во се. Не, пак што да. Да, не стај. Ано Кимов, Пано Недев, Никола Глигоров, Милков голман, сега правен да фанам од бекови се, да. Кабрамов Цветко, Трајчто Мастичто, Бранко Бошковски, Блашко не играеше тогаш, он војник по тоа време, дали беше, да, Бошковски. Пано Недев, да не го заборавам, Трајчто Леов, тие беа по лутката, а мене ме ставаше Блажо на халф со Кабрамот. Бекови беа Бубо и Коло Глигоров. И центрафор Ано Кимов. Па тогаш конкуренција беше и Борчо Митрев, он влезе виче у тие, иначе пред тоа. После едно време, кога виче 11 бода на вториот му бегаме и затоа влегоме после во втора лига. Да не го заборавам дека тогаш и Борче Стефанов, партучтот, и он влези во Тиквеш, го вигна и него тука, и конкуренцијата виче и порасна повеќе. Па Дано Бек и он го пуштаа одвреме многу, Перто, Пендево. Тогаш и они влеваа у таа екипа на Тиквеш. Постојано ли беше во првиот тим Вито тоа? Па да ти кажам, од почетокот не. 2-3 утакмици немам игрено. Не игрено, а иначе повеќе сите другите екипи, мислам кога другите екипи ме ставаа после. Па после се уклопив меѓу најдобрите сум бил. И така, публиката сета ме се каше автоматски, пошто беше во МИК работев јас и они таму. И така, Тиквеш беше и секош имаше една моја желба за да се истакнам, јас и да играм. Колку време играш во Тиквеш? 10 години. Кои средби, кои утакмици посебно ќе ги паметиш?
Би тогаш беме најдобра екипа и кај да отидеш у која екипа, само прашуваа да не ни давате повеќе од 3 гола или 4 гола. Тоа е. Беше Ано беше воđата, капитенот. Кој место ги играше во тимот? Ја халф. Имаше ли позиција да дадеш гол? И па да ти кажам, повеќе назад играев, а до 60-тикот може на нивниот и на се бев еден како радалица автоматски. После дојдоа млади играчи Звонко Костов, па Шалев, па Лупчито, така. По него, он не беше тогаш во Тиквеш. У мајте они беа. Која година заврши со играњето фудбал во Тиквеш? 87. Како беше издигувањето од Тиквеш? Не убаво ли убаво? Не убаво, пошто не ме пуштија тогаш за у Пелистер да отидам. Пелистер те побара, управата не те пушти. Пелистер, да. Колку понуди Пелистер за тебе? 60.000 евра. Марки тогаш. За тоа време многу големи пари. Тоа време они јас после војник тргнав, отидов и кога се вратив, победа одма беше второлигашка екипа, сака они повеќе Срби имаше во Пелистер и они сака да ги избркат. Караколев и мене ме побараа таму да играеме ни во Пелистер. А во Пелистер кога играе во Битола имав едни најдобри партии што сум ги пружил у фудбалот. Зошто ти ќе се пушти во Пелистер? Да не знаеш причината е после толку години. Вуко Каров беше за мене. Бог да си го прости. Вуко Каров што тоа не го разбра дека јас сакам да отидам до Пелистер да играе и тогаш он му кажале дека Вито сака да оде, ама ние не го пуштиме воено. И он ме вика, оди и јас ќе ја дадам книжката, ама после не, многу тегање имаше, не. Едно време дојде еден закон дека можам јас со толку време што сум играел у Тиквеш да играам ува една лига што е у Македонска. Отидов во Неготино. Колку време во Вардар? Книжката Блажо ми е, па тогаш таа што ти реков, таа една мафија кога не ме ставаа у првата екипа, туку само ува. И после јас дај ми ја мене книжката ти и Блажо ми ја фрли мене во собликувалната книжката. Земи си. Добро, он имаше грдни, не и кажувам грдните намери, се лчиштели, не е битно се, пошто јас сум одмарен, не е така. И од тогаш ја земав книжката и одма разбраа од Неготино и отидов во Неготино. Таму мојата господја работеше во собранието. А и поигравте во Неготино, па? Не, година и пол. Не. Не може Тиквешкото оро не може да го играат они. И јас му кажав, Дано Митрев беше тренер, него ќе го спомнам, оди у Пепелиште трчи, оди воа, му викам, атлетика, ако треба да играеме, ќе играеме сите. Треба и топката. Топката лаже, топката маме и со топка треба се работи, а не ќе трчиме, одиме на припреми. На припреми, одиме на припреми ни у Михајлово. Ја доживеа во Михајлово кога со агрегат имаше до 6 саатот. После се стемнуе до 6 саатот. Трчиме, надуеме се и после си легнуеме, одмараме, утрото па така. И каква кондиција имаме. Имаме трчено навеки дисанското што е тоа сето круг. А после, кога јас си тргнав, слушам дека Тиквеш оде летото на припреми во Охрид. Шо барат Тиквеш во Охрид? Се бањали, че се бањат ли, аби одма ладната вода, мускулите ги добиват и не бива. Таа една генерација беше, купија многу играчи, Димекарев тогаш го водеше. За него, да го спомнам и него, он го доведи Кавадарци, го направи Кавадарци да има спорт тогаш. Играчи купуваше добри, за пинг-понг, за кошарка, за се. Човекот за сите спортови. Се лагаше. Кажи ми, по 1,5 година играње во Вардар од Неготино, каде отиде Вито? Вито се
Пак у Тиквеш се вратив. Наистина? Да, Како активен играч? како активен играч. Се сменили тренерот управа? Да, се смени, да. Кој дојде? Дано Голчев. Играев тука пак исто они па имаше некоја мафија, ама не можеа, пошто јас веќе тренизите вршев и дома во Марена и на Лојсто и тука идев на стадионот да играам и се. Бев и капитен, тоа го пише у книгата на Тиквешова, бев и капитен 2 години. Тогаш јас бев меѓу најстарите со Звонко Косто, па Димито Димов, па Тони Димитров и други млади деца, Ефремни, вие ние сите тие од мојата страна правени играјме пријателски послаби, не знам, па така добра екипа и тие. И тука бев. После едно време заминав, ми разбраа дека Демир Капија у регионот влези, Лозар, и дојдоа дома во Марена и отидов таму, а земав и книжката, отидов таму да играам во Лозар. Во Лозар имам едно позитивно, позитивни играчи и управа и се. Ја не ни сакав ни пари, ја ни нече ми дајте толку, сега што ваа младина сака. Тоа е, ама добро, такво е времето, такво си бара и секој кој може. Ја отидов таму да му помогнам. Па да ти кажам, една екипа ми е Тиквеш, другата ми е Тиквеш Лозар. А у Сопот е таа ми е одскочна даска и таму се изнаграва поштено се, до тука што беше, па се утиквеш. Лозар има една деца што имат борбени, сакат да победуваат дома. Тоа се врвни играчи. Сега да не ги спомнам кои се тие се, таму и ја таму играев година и пол. Си изна игра на фудбал, да ти кажам. Самиот тренер. И тоа имаше години, ба? Тренер и овна, да, бев виче, ако не ти кажам, 32 години. Е толку. Вито до колку играше фудбал? Па до 35 години. Каде се пензионира фудбалски? Никаде дома. Го напушти Лозар, да. И дома започна. Да. Тотално не играше фудбал. Не. Никаква едукација, никакви тренери и така. Отидов една полусезона во Марена. Веќе у години се. И сите избегаа, тогаш Марена нешто не беше у добри односи. И ми рекоа тие едни деца, ајде дојди да не тренираш и да играеме, вика, оти многу сме назад, знаеш, последни сме. И јас се нафана, па сакам љубов се. Па имав и поддршка од мојата господја, пошто ај оди, јас вика, че работам ја тоа твоето, знаеш како, некош оди, некош не и тоа, ама од неа имав поддршка за да играам така. Криво ли тие што си играл фудбал во твојот живот? Не. Задоволството ли тие? Фудбалот ми е прво, јас ако рече некој еве сега ракометарите што се на Вардар, што се вивнаа во вселента дури. Ја сакам да гледам и ракометар, ама фудбалот ми е у срцето, друго ништо. После вие кошаркарите кога се радуеа на 4-то место кога беа па слава во оноа. Кај нас ние славеме кога беме први Тиквеш. И друга екипа кога јас што сум играл. Јас се радуеше на работничките игри. Ако победам, мислам дека сум го освоил светот, значи фудбал. И таму добри играчи, Миле Пампорот и другите така на работнички. Ја фудбал го сакам и ден денеска го навечер си фантазира. Та вака да беше докаде, да уште можам, дали можам тренер да бидам. Тренер не сакам на стари, на прва екипа. Сакам деца, како што јас од пионири почнав, како да играат, како топка се воде. Јас на тому тие ролни што ги прате лево, десно се, сито тие ги памтев и ги вежбав и дома и тука на стадионот.
Сега многу се игра фудбал, има многу генерации, променети и така натаму. Да. Сега е тиквеш во една ветувачка сезона дека ќе влезе во прва лига, имаше криза во фудбал во Кавадарци. Како ти ја види и ја гледаш цела ситуација последниве неколку години? 18 години, да ти кажам, Марен, јас во Кавадарци не стапнав на игралишто. 18 години. Па ме жеже, па сакам, еве квалификации Вардар неготино. Па во сега Варелов го гледам дека е тука наше сега, дете. Пандев, он таму играеше и го изгледа тука. Првен го изгледа во неготино, играеше Вардар неготино и Пандев. Едно играње, едно ласко не му е равен дури. Ево Варелов. Брзо, експлозивно, дава од прва. Исто и моето играње исто така беше. Брзо и од прва. Да дриблеш, да надуиш, тоа е виче че те срушат и ево баш ми е чеев дека е тука и нек не ми кажаа дека се врате тука да играе. Јас сакам да видам какви играчи се, чие дете, од каде и тоа. Се испитувам. Јас тука една е група мали деца и тука Вито сите знаеш, му викам деца, ви тренирате ли? Тренираме. Тогаш кога Вардар играеше и тикваш. Му викам, од утре ќе дојдам у која школа, ми кажаа долу вам у школото. Јас 20 деца да се оделите, ја ќе ве тренирам. Ако ми го дадат во игралиште, ја ќе пара не. Ја не сум продал ни една утакмица. Еден дојди, еден. Имаше ли таков случај да се продаде? Јас, ако ме питаш и за тоа, ти рекам. Габер. Играе со Велес. Тој е еден братучет од Градско у Скопје и он е менаџер еден за тие. Габер беше една од најдобрите екипи у тие регионот тогаш. Со Јович, со Перо, којаста Бог да си го прости. Шпира, и ја, Беличто, халфови играеме. Мишо, Велимировиќ и Џоко, тие војно лице ги памтиш ти тие? Тие игреа. Играчи се. И иде кај нас. Мене разбрал тие братучетот, дека и јас за Габер игра. И иде дома. Добро вечер, тато мој, тука седни, внуче, кажи по една се напиеме. Зошто си дојдем, внуче? Слушај, вика, Вито ми кажаа дека играе за Габер. Ајде да направиме, ја ќе му дадам 500 марки, само да го чепне судијата и он ќе изглуме и утакмицата е навна, вика, него ќе го исклучат и така. И тато му вика, внуче, ајде ваја ракијичка да допие и ајде оди си, пошто мој Вито што туку почнал у Габер на мали нози на 16 на 17 години. Јас никош ни сум пробал. А имаше тука, нели, со Победа Брегалница кој шо, јас у Штип дека учев 3 години таму, ги знам сите играчи и се е тука. Ама и се понудив таму да играам. На Джаков беше тренер. Вика, Вито, многу има играчи добро. Вака, ева Брегалница иде тука, Вито десетка на доби од војска на избор. Каква утакмица сме играли и ни, ама па се намести со Грашо и писката, топката вие удара у него па да дадат и нерешено беше. Чим нерешено, Победа оде у втора лига, а Брегалница отпадна тоа време. Тоа се сеќам на тие такви пробни и меѓутоа кај тебе не успеа? Не. Нема шанса за тоа. Играњето фудбал во војска ти е посебно драго. Еве ќе те прашам за тоа, каде играше фудбал во војска и како беше пример? Шо си понеме машински техничар, од кај се од Марина. Шо условно му викам фудбал играам. За колку играј? За Тиквиш. И ти сад играш у Тиквиш. Кој вика, кој ја продади утакмицата со Пирот? Викам Ласко Дамевски. Он се да ти прате до втора лига тоа време, сите играчи ги прате, толку заљубен у спортот, тие Савичи. Помина тоа сето и јас испадна, ајде, излази мене, вика. Не веруваш. Мине време, пак една недела, и мене вика, Македонац, дојди. Ај утре, вика, недла, ќе ви играеме по гајба пиво, вика.
мојот вод, па ти одбери си играчи кои сакаш. Му викам, водниче бе, ја немам скршен динар. Викам, шо, какви воја, какви ние. И Чедор Исовски, градоначалник за Илинден, беше он, Лупчка беше и он пари има, пилана има, татко му воја, но бе, по 2 гајбе, бе, да, он Скопски, знаеш, му викам, не лафи Скопски, Маренски, че лафиш и че да разберат, ја му викам него. Се шалим, так, ајде ваш. 11-2. И доволно, виче нема шо повеќе да кажам дека ги победиме одма. Мичановиќ спие озомара. Ја сена строеви корак, па ваму че одиме пешадија се. Разглас Витомир Стефанов да дојде кај пуковникот Бањац. Шо сум направил, мама, шо е работа? Одам јас таму, се представувам се Витомир Стефанов. Капетанот таму го гледам, таму, други Мичановиќ таму. И слушај, вика, ти си бил добар играч, ајде да припремаш и да ги гледаш сите кога ќе играат фудбал се, ќе направиме екипа за купот на Маршал Тито. Би играиме. Добро, ќе соберат, трчат. Јас застанат со пуковникот. И сега за ебанција, јас си имаше тоа повеќе и македонски само лафеше. Јас 92% само македонски си лафеше, друго ништо. Српски не, никако. Ги испитувам се тие работи, му викам, имате ли за Габер игренови? И на пуковникот му вика, пуковнице, шта прича овој? Па Габер вика, дали имаш игрено? А пуковникот бил 6 месеци у Велес, и у Кавадарци идел, и у Ватша идел, тука бил, како, нели, вие касарните беа тука. И он вика, и мене само вика, ти само че лафиш Маренски, а не ти и Кавадаречки нешто ми моташ мене, и он македонски знае. Почнаме собраме, ајде, правен тија по играчи кои шо има игрено, у Поповски, у Битола таму играел, па вие Чедор Исовски услога, еден водник, друг играел таму, така, Пешкир, Мешкир од Словенија, и првите екипи, едно 5, со таа екипа играеме и ги победиме сите. Сега идат појаките, идат од команда, Белгарска армиска област, дека идат други играчи. Играчите се тука, тие шо се, и почнаме. Првен слога од Краљево. Слога Краљево 1-0 ги победиме. Со игра невидена, видена за другите, а не видена Калезич Звонко од Будучност, двајца браќа Владко. И се собликуваме 1-0 и Владко Калезич, центрафор у Будучност играше. Иде нека и кај мене, честитам. Викам, фала. Не сум видел, вика, ваков играч и какво движење, вика, твоето. Ја мислам, вика, ни тигана не може, вика, тоа да те јаде тебе. Со вие зборови. Ти, вика, лесно, на место се. Секој излегување шо е од касарната у градот, јас сум одма ме носат у Скара, и ја кога седам таму, сите деца и сите тие по-стари кај мене ме гледат, мене тука и се. Јас кога испаѓам од касарната, цел град е жив. Одма кај мене идат на игранка, одеме у младички дом таму, игранка имаше, ајде иди играјме, тогаш виче флегоме уноа славата, одеме у школите, у школите, за фудбалот, прашуват од каде се и мене ме прашуват. Вика, после војската, каде, вика, ќе го продуиште твој фудбалски кариер? Му викам, во Црвена звезда од Јосифово. И они вака, какво е тоа Јосифово? Тоа е едно село, му викам, многу интересно е. Ја повеќе знаеш како хумор, како другаш, иначе тоа е. Па и Крагуевац го победиме. Градот беше толку жив, живееше за фудбал. Никога ги победуеме, да ти кажам, у Крагуевац дури го победиме. Крагуевац, голем град, фудбал се.
таму кога јас ги победи. Фалба, ама тоа е истина. Јас се премести на Радковиќ од Звезда десно крило, ја на леви бек, тогаш, а не халф. Друг го стави да играе халф. Го стави у джеп. Радковиќ ништо. Одма ние што е од Партизан Радаковиќ ли така, Радаковиќ го извади, го пушти едно бекче, едно јако дете. Офанзивно се. И на полувремето му викам, наша е победата. Секоја утакмица кога играеме, толку културно, на петиот што е врховата ступ, у 3 реда се еднозени и не со комбе одеме, А плюс добиваме, влеваме у петица кафана, Милан петица Милан е центар халф играел за Слога и за Бане. Бане фудбалскиот клуб е на Рашка. И он, кај не го одиме, па до 6 саат од сабајале се јаде, се пие, песни се пеат и така. Да се вратиме у Кавадарци во тиквешијата. Како се збогувавте од ГФК Тиквеш? Трагично да ти кажам. Јас сум многу пресечен од Блажо, пошто он мене ми кариерата ми ја скрои. За јас да играам на 16 години, млад уште, да се калам, да одувам. И ме ставаше и у втора лига, например, у македонска, па у втора лига. Он ме ставаше, ама ме стави, пошто мене ми е, јас сакам да се движам у теренот, а не на бек. И тука таа едно, и после почнаа сите други тренери, Томо, Дано, и се на бек јас. И тука сум пресечена, иначе 4 години што играев на халф, бев, мислам, тоа многу подобро. Нема и да покријам, и да знам, вака на бекот, и тука сум покривал и центар халф, и халф, и се тие работи, и така. Дали си задоволен од твојот живот, од твојата кариера? Секогаш може да биде подобро. Слушај, јас кога одам у градот у Кавадарци, одам у Валандово, одам у Богданци, одам у Дојран, одам у Штип, пошто таму сум учел и се. Нема човек, нема спортиста да не ме знае мене. Гугов, мене, кога ќе ме виде, ме прегрнуе се. И друзи се. Кавадарци непа. Кавадарци јака влевам тука, сице мои тие, нека шо миг што јас работам со 1200 души беме. Комбинатот и се. Многу Кавадарци го се каже, тогаш фудбалот и гледаше се. Лојсто ќе го оставе, нема да го напрска, он ќе дојде на утакмица се. Ето е. Јас сум никој. Да, добро, има некој има, ајде да не кажам, самите тие играчи што јас сум играл, ми завидуваа на некој начин, да ти кажам, наотворено. И тоа фудбал ќе биде во еден убав спомен. Многу, да ти кажам, и уште да биеме само здрави и живи, ето е. Ми е пионирската школа, таа ми е една најдрага слика. Другото во е екипата на Тиквеш, со промени некои играчи беа тогаш. Грашо Ано, Вито Джанго, Бранко, Мастичето, Беличето, во е Сапунџиев, Пано Недев, Боро Стефанов, драги, Бог да си го просте, и сите вие, нека му е лесна земјичка, Стојката и Ласко Дамевски. Ва е насликана што една од добрите екипи. После дојди Дано Голчев, тренер, дојдоа тројца играчи од страна, Таневски, Порелковски и Гочевски, центар халф, играеше халф. Ва екипа со напредок од
од Крушевац за меморијал на Вуко Каров. Ваа слика е тука, насликана. Во е со Хајдук. Осмоно финале, моја последна, и на сите е последна слика и игра, пошто на Хајдук му се спротиставиме, Вито Стефанов дава гол од игра и на пенали. На пенали му пуштиме на Хајдук, пошто он е професионален, а ја още 20 дена го напуштив виче од војската, не сум и така. Ево е тоа со Гудел кога е Рожич, воа сум јас Вито што давам гол на Зоран Симовиќ. Воа сум ја војник Вито Стефанов. После 2 години новинарот Велјов ми ја испрати сите тие слики сега што ги имам и со ваа, па само за кратко ќе го прочитам последниот. После тие утакмици дочиче растанак, остаче едно велико пријателство, една незаборавна успомена, нека остане да се прича. Дали ќе се тим наша гарнизона пласира дале, знамо, али едно е сигурно, Вита ќе аплодирати 5000 Рашчана. Па кога јас си тргнав од војската, сите пуковникот, сите старешини ги изнеси пред капија, уште чилим црвен требеа да ми постелат, сите ме поздравија над 150 старешини. Мене, а у градот над 1000 души народ дојди да ми испратат мене со возот да си одам дома. А ја не го забрави Рашка, пошто јас кога си дојдов од Рашка, фирма има директор еден, Жикица, ја отиди работа да барам за мојата фирма Емро и јас едно 6 месеци обезбедив плата за МИК. Одев за Рашка, таму ме пречекале како исто така се, па и директорите мои ги занесив таму, Вито Ѓорџиев и еден Војо, па невидено. Шоферот седеше до мене, шоферот, Јане, он вика, ами ја не се, тука ќе седиш ти. Преку, они старешини сите, преку 50 души имаше, и говор држе пуковникот, и говор држе Вито Стефанов. И до ден денеска јас одам во Рашка, некта Врњачка бања отидов, па у Рашка едно 2 сата таму, да ме видат, за да ти кажам за едно 15 минути 60 души околу мене. Ме бакнуват, ме прегрнуват, и ја плачам, они плачат и така. Благодарам, тоа беше Витомир Стефанов, човек од фудбалот, играч кој ден денеска за фудбалот дава се. Неговата емоција веројатно ја прочитавте низ оваа емисија и РТК, заради тоа што многу луѓе го сакаат фудбалот, ќе продолжи оваа серија, ќе ви представиме и други наши квалитетни играчи на фудбалот во Кавадарци.